На денешната 36-та редовна седница, регионалниот штаб на регионалниот центар за управување со кризи од Кичево расправаше по две точки од дневниот ред: презентација на надлежностите, улогата и одговорноста на јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Шумско стопанство Лопушник Кичево и територијалната противпожарна единица од Кичево, преку анализа на превземени мерки при случајни пожари во изминатиот период и подготвеност и дејствување на сите субјекти кои имаат надлежност за заштита од пожари заради намалување на ризиците од пожарите преку превенција и рано предупредување, а во случај на појава на пожари на отворен простор од поголем размер превземање координирани активности. Ке зборуваме за тоа која институција за што треба да се вклучи, не само на состанок, туку треба да се вклучат некои од нив да бидат дел од екипата која што ќе одиме на терен за да видиме кои места во минатото најмногу се случувало пожари, да разговараме со местното население заедно со полициската станица од Кичево и со колегите кои што се до мене, за да можеме да разговараме со местното население, да им укажеме на тоа да се подигне нивната свест, за да нема голем број на шумски пожари. По првата точка од дневниот ред реферираа представниците на Шумското стопанство Лопушник и територијалната противпожарна единица од Кичево преку анализа на нивните превземени мерки околу настанатите пожари. По првото тромесечие од 2017 година, во однос на првото тромесечие 2016 година има зголемена појава на шумски пожари. Се работи за ниски пожари кои не можат да предизвикаат штета во добовите насади и истите се причина најверојатно од неконтролирано палење и чистење на пасишта и ниви од местното население. Главно сакам да напоменам дека во гасењето на пожарите не учествува местното население и комплетен товар паѓа на вработените од ПШС Лопушник и припадниците на противпожарната екипа од Кичево. Сакам да истакнам дека во изминатиот период покрај временските услови што владеа, значи како услови, подигната и свеста на самите граѓани во самата општина и бројот на пожари од година на година има тенденција на намалување и би сакал да апелирам, бидејќи доаѓа пендот, значи пролетниот и летниот период, на поголема свест и одговорност за чување на самата животна средина и да имаме што помал број на пожари. Ние како територијална противпожарна единица работиме 24 часа во скопот на нашето работење и секогаш сме достапни за услугите и потребите на нашите граѓани. На седницата беа предложени конструктивни идеи за намалување на ризикот од пожари на отворен простор и шумски пожари, а беше предложено и во случај на појава на пожар, екипа од регионалниот штаб да оди на терен со цел согледување на состојбата и донесување заклучок за употреба на дополнителни сили и средства.